Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација посветуваме на младата популација, какво е надворешното влијание на младите, како тие го доживуваат целиот процес кој што целата јавност го живееше, односно пандемијата и епидемијата во Македонија COVID-19. Слушаме од изјавата на доктор Ангелина Илиевска, психијатар и психотерапевт, која всушност говореше на отворената трибина на фондацијата Елеуса. Незиното видување, предизвиците и проблемите со кои се соочуваат младите во денешницата. Кога станува збор за здравието, особено менталното здравие кај децата, тоа дете ние секогаш го гледаме во сепкупниот контекст на неговото битисување, тоа представува неговото семејство, училиштето, социјалниот и широкиот општествено социјален. Ова е многу битно да се нагласи заради тоа што кога настануваат некакви проблеми, некаква симптоматологија или развој, секогаш треба да бидат сензибилизирани родителите и возрастните сигнификантни од неговата околина кои што практично учествуваат во формирањето на таквото ментално здравје. И кога ние зборуваме за менталното здравје кај деца и кај адолесценти, како една психосоцијална благосостојба, треба да имаме во предвид дека тоа не е само отсуство на некакви психолошки симптоми или заболувања, туку тоа представува една севкупна категорија на добар и квалитетен живот и да не заборавиме дека врз неа имаат најголем ефект сите елементи од севкупното живење. Тоа се социјалните, економските, емоционалните и пошироките влијание на целата физичка средина. Во однос на менталното здравје кај децата и младите, битни се две категории. Тоа е прво, согледувањето на целосната средина во која што детето живее, семејството и поширокиот круг, а покрај тоа, познавањето на специфичните развојни периоди низ кои што едно дете поминува. Зашто секоја развојна фаза си има своји карактеристики на кои што и родителите, и сигнификантните возрастни, воспитувачите треба да ги имаат во предвид и јас затоа ќе одам и структурирано во произнесувањето по различни развојни фази. Од друга страна, и статистиките на Светската здравствена организација и на УНИЦЕФ, кои несомнено морам да ги споменам за да бидеме сите ние сензибилизирани, укажуваат на еден огромен пораст на психолошките состојби и ментални заболувања кај најмладите возрастни групи во раното детство и младештвото. Се смета дури дека на секое седмо дете, значи на секоја седма млада личност, се појавуваат психолошки посериозни заболувања кои што бараат некаков вид на третман. Најчести категории на психолошки состојби со кои што се соочуваме кај младите лица и кои што во последно време заради специфичните услови на живот имаат влијание врз нив се депресивните расстройства, анксиозноста или вознемиреноста, расстройствата во однесувањата, расстройствата во исхраната и современите дигитални технологии со сите нивни предизвици кои доведуваат до степен на адикција од некакви видеоигри или пак ризични однесувања во однос на социјалните мрежи. Кога го имаме сето ова во предвид, треба да сме особено свесни за промените во расположението и депресијата, зашто новите статистики и токму укажуваат на зголемување на процентот на депресивни расстройства кои за жал можат да завршат и многу фатално со самоубиство. Според некои податоци веќе се смета дека самоубиството представува четврта сериозна причина за смрт кај младите на возраст од 15 до 19 години.
Тоа е еден бомбастичен податок кој сакам сите да го чуете и да бидеме сензибилизирани. Зошто? Заради тоа што и таа една депресија, додека да постигне некакво ниво на клиничка форма која треба да биде третирана, многу поодамна започнува и многу често останува незабележана во рамките на семејството, прикриена, а што е многу тажно, може дури да биде и табуизирана, стигматизирана, така да и родителите да не побараат на време на помош. Затоа е многу важно најнапред да се гради и тој бонд, значи таа атмосфера на меѓусебна доверба и на соработка помеѓу родителите и децата за истите да бидат храбри во кажувањето на своите состојби, во откривањето на своите чувства, предизвиците со кои се соочуваат во секојдневниот живот. Без оглед и на сите предизвици на современото живење, ризиците, па потоа глобалните кризи кои што имаат влијание, во домен на психологијата секогаш го акцентираме несомнено најважното учество и улога на семејството во развојот на личноста и на нејзиното ментално здравје. Пред се тоа се родителите, сите сигнификантни возрастни родители и старатели кои што учествуваат, значи, во процесот на воспитување на таа единка. Во зависност од тоа како родителите постапуваат со своите деца, на каков начин ги пренесуваат сите пораки во однос на однесувањето и воспитувањето, во огромна мера ќе зависи и создавањето на самодовербата. Несомнено и затоа ние многу често и поентираме на тоа дека практично развојот на личност е од 0 до 6 година. Значи веќе на 6 години ние имаме една формирана личност која е врз основа на семејните околности, начинот на воспитувањето, пораките или забраните кои се добиваат во кругот на семејството, ќе го формира својот првичен концепт во однос на тоа како ќе го живее својот живот. Во психологијата е тоа познато како животно сценарио или скрипт матрикс. Во тоа животно сценарио се донесуваат најраните одлуки во однос на себе, другите луѓе и светот воопшто. Токму поради тоа, особено треба да се сензибилизирани родителите за својата улога и за своите влијанија во развојот на тоа дете. Секој тој развоен период има своји специфичности, започнувајќи уште од пренаталната возраст и после понатаму кои што продолжуваат во периодот после раѓањето. Во пренаталната возраст, значи пред се е битно менталното здравје на мајката, устројството на нејзиниот дух, специфичностите, стресорите со кои што таа, значи, се соочува во своето секојдневно живење. Тоа се првите влијанија кои што се имаат свој импакт, свој удел врз здравјето на тој што туку нероден плод. После тоа, во неонаталниот период, особено важно е влијанието на создавањето на тој бонд кој во психологијата е познат како attachment. Поврзувањето помеѓу мајката и нејзиното новороденче, каде што од квалитетот на таа првична врска и релациите кои се создаваат, одговорноста на мајката кон сензибилитетот на детето, неговите потреби, состојбата на нејзиното ментално здравје, ќе го формираат првиот зародиш, кој ние го викаме во психологијата импринт или жик. Иако тоа е невербална фаза, сите впечатоци, тоа мало новороденче кое што ги има во искуството со својата мајка, во нејзиниот допир, доењето, одговарањето на неговите потреби или во спротивно неодговарањето, лошите услови на живот, ги понесува и таквиот психолошки импринт представува понатаму зародиш на сите понатамошни механизми на психолошко справување, а истиот се манифестира како низа на емоционално, психолошки и телесни реакции за кои што личноста не е свесна, но се длабоко закопани во нејзината телесност и понатаму представуваат извор на многу состојби кои што ние ги викаме психосоматски заболувања или телесни заболувања кои што имаат своја психолошка основа. Во следниот период од 1 до 3 година, основните предизвици се во смисла на создавање на сигурна семејна средина, со грижа за детето на ниво на телесно ниво пред се, со достаточна храна,
сигурен амбиент и исто така овозможување на услови за развој на моториката, истражување на средината, а исто така и психолошките граници на тестирање на моќта и капацитетите на тоа дете кој ги има во релациите со родителите. Во овој временски период многу често можат да се појават тие однесувања кои што се познати како тантруми, каде што децата многу често појавуваат агресивно однесување и кое што на некој начин и представува нормативно за оваа развојна фаза. Понатаму во периодот на раното детство, кое што го опфаќа периодот до 5-та година, основните психолошки потреби на тоа дете се изградување на свеста за себе и сенсот за сопствениот селф, кој што го гради во релацијата со своите родители и сите сигнификантни возрастни. Овој временски период е периодот во кој што комплетно се формира тој животен план врз основа на сите случувања во самото семејство. Така да, менталните заболувања кај родителите, социјално-економските предизвици, немаштијата, исто така физичко насилство, семејно насилство може да направат огромни траги во овој животен период. Периодот од 5-та до 9-та година на рано детство пак го отсликува предизвикот на адаптација во школските околности. Основниот предизвик тука е адаптирањето на новата средина, усвојување на нови вештини, усвојување на нови социјални норми, исто така адаптирањето на новите академски постигнувања. И тука веќе се менува видокругот на детето од периодот и од амбиентот на неговото семејство со сите специфичности, тоа да влегува во еден поширок контекст, тоа е контекстот на училиштето со сите семејни, со сите релации кои што ги има со новите наставници, учителите, и затоа многу често во оваа развојна фаза можат да се појават потешкоти во процесот на адаптирање на тие школски околности кои можат да се манифестираат како стравови за одделување од дома, ноќни мори, ноќни фобии до ниво на социјална фобија со одбивање да се оди во школа. Периодот на раниот пубертет од 10 до 14 години пак е предизвикан од сите оние хормонални ендокринолошки особености кои што доведуваат до бурна промена пред се на неговото тело, со интензивно растење, со губење на спретноста на неговата моторика, со добивање на сексуални атрибути на неговото тело, со нагли промени во расположението, импулсивно однесување, тестирање на границите на родителите. Тоа е една страна кое што се случува на физичко и на психолошко ниво. Од друга страна, предизвиците во училишната средина за академски постигнувања, исто така и за создавање на врснички комуникации. Ова е период во кој што можат да се појават и тие ризични однесувања, пред се, на конзумирање на различни содржини преку дигиталните технологии и социјалните мрежи, па потоа огромен дел од децата да бидат дискриминирани во однос на социјално-економскиот статус, родовата дискриминација или пак исто така предизвиците кои што произлегуваат од негативните влијанија во училишната средина и може да ескалираат до ниво на една појава со која што ние во денешно време за жал многу често се соочуваме, тоа е булингот. И последната развојна фаза на која што јас сакам да акцентирам, тоа е доцната адолесценција, периодот од 15 до 19 година, во која младата личност веќе го формира својот психосексуален идентитет и селф-концептот, сликата за себе. Овој период е предизвикан со низа промени не само во неговото тело и психа, туку исто така и со притисоците на околината, во однос за академското изразување, понатамошно размислување за социјално-економскиот статус и вработувањето, но од друга страна, како еден од највулнерабилните периоди, најосетливите периоди во кои што може да настане оне кое е познато како адолесцентна криза. Тие адолесцентни кризи, покрај промени во расположението, промени во исхраната, во сонот, можат да ескалираат до многу посериозни последици и затоа многу често можат да завршат дури со обраќање на професионалец. Јас се потрудив за ова кратко време да ги систематизирам предизвиците на секој од овие развојни области по временски периоди како што се појавуваат. Нешто друго што сакам особено да истакнам до сите млади личности и до родителите,
Пред се да се создава тој пријателски однос на доверба, меѓусебно признавање, децата да имаат една средина во која што ќе се чувствуваат не само сигурно, туку исто така признаено и неосудено. Пријателскиот однос со грижата, со поддршката, позитивниот став кон своето дете може многу повеќе да направи од негативните критики, од ускратувањето. Тоа е тоа што и ние во таа област на трансакциона анализа како психотерапија го викаме како тераписки дозволи или давање дозвола на тоа дете да постои, да ги чувствува своите емоции, да размислува рационално, да припаѓа кон светот, да го истражува светот, да биде важно, да се поврзува, да припаѓа, да биде блиско и уште две кои што особено се акцентираат тоа да му се даде право да се бори за својата правда и да биде духовно. А на трибината која што организираше Фондацијата Елеус, своје обраќање имаше и доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, и тој изборуваше од неговите секојдневни средби со помладата популација, па дури и помладите, луѓето кои што се први на удар на целиот процес кој што како јавност го поминавме со пандемијата COVID-19, какви се понатамошните очекувања, но и што можеме да очекуваме во наредните години доколку дојде до истото темпо на живот со кое што живееме во ова денешно време. Го гледаме доктор Митов. Прво уредите проблемот со телефоните. Порано кога доаѓаа кај мене деца, родители ќе ги донесат, порано пред 5 години прашував колку часа детето седи на телефон. Сега прашувам обратно. Колку часа не седи? Оти дефолтот е тој. Ако го оставиме денешното дете дома, стандардот е дека ќе биде цело време со телефонот. И сега прашувам обратно. Колку време е одвоено, колку часа е одвоено. И ретко кога во медицината, во историјата на медицината, ретко кога имаме со еден корен толку многу проблеми. А тоа е таа поврзаност со игричките, со дали е од телефон, дали е од таблет, дали е од компјутер. Ретко кога имаме еден корен на толку многу проблеми. Прво, ќе почнем со телесниот момент. Тоа ги тера децата со саати да седат. Значи, почнувам од како ставаат телесна тежина. Не може дете кое што јаде храна, макар и нормална, да не е грицки, мицки, се што влегува нели за едностандардно, вообичаено јадење на деца, и да ги нема нив, нормална храна да јаде под наводници, што и да е нормално, а само да е залепено за телефонот, тоа ќе почне да се поправа. Тоа е првата последица е таа од зависноста од телефоните, од уредите. Втората последица е дека постепено доаѓа до нарушување на метаболните процеси. Не е само дека ќе видите зголемен број на дечиња со зголемена телесна тежина, туку ќе видите хиперинсулинемија, да не звучам медицински премногу, предиабет, кај деца на 10, на 11. Знаете порано како не учеа, јас ја фатив таа генерација на медицина. Тип 2 диабетот уште го нарекувавме, нели, адултниот, не јувенилниот, тој за возрастните. И сега сме ние во ситуација да го видиме најавата на диабетот, да ја видиме кај 12-13 годишни дечиња. Се со овој корен на имобилизирање, на седење дома, деца што не си играат, што не трчат, односно си играат на овој начин, со телефонот. Првата последица телесната тежина, втората последица метаболното здравје и третата последица, за жал, пропаѓање на социјалните вештини и на менталното здравје кај децата. Јас можам да зборам само од делот на начинот на живот, без да навлегувам во работата на педиатрите. Но гледам дечиња кои што се повеќе ги губат социјалните вештини, кои што се помалку знаат да комуницираат на било кој друг начин освен преку телефонот. Дури и кога ќе се соберат нели во група, знаеме дека соберени само вака си прават муабет. Тие што се на маса тука, вака комуницираат. И последната последица, влијанието на самодовербата, на како се перцепираат себе си, на затварањето во виртуелен свет. И пак ќе се вратам,
Ретко кога сум видел во медицината еден корен да дава толку многу проблеми. А тоа се овие игрички. Решение. Проблемите сите ги знаеме. Од моето искуство досега решението е наоѓање замена. Бидејќи расправањето, убедувањето. Да, со некои деца можеби ќе поставите ред 2 часа, 3 часа, 1 час. Со некои деца тоа тешко оди. Наоѓањето на замена во наставни активности, одење по ова, по она, било какво излегување од дома, движење, дали на англиски, дали на не знам што, на било што. Колку повеќе имаат, јас сум против хиперамбициозни родители и малтретирање на дете со оди на ова, оди на ова, оди на ова. Меѓутоа, ако алтернативата е детето да седи дома и да е залепено на телефон, па подобро нека го влечка наваму натаму, нека оди по се. Нека учи или нека го губи под наводници времето надвор, а не дома на телефонот. И тоа според моето искуство со помлади дечиња кои што треба да губат телесна тежина е единственото решение кое што дало во моje искуство резултат. Вториот проблем за кој што сакам да зборувам, уште малку имам време, е проблемот со нарушувањето на сонот. И тоа е исто многу често и оди рака под рака со ова претходното. Сега, само да го кажам накратко механизмот. Сите вакви апарати, и телефонот, и мобилните, и компјутерите, лачат светлина, која што на англиски кажано blue light или сина светлина, која што е идентична на тоа што го произведува сонцето во текот на денот. Природата нас не направила да бидеме денски животни. Нели има и ноќни, Бог не направил нас да бидеме преку ден будни и живи, и кога ќе го видиме ние сонцето, светлината од сонцето преку нашите очи стига до мозокот и го прекинува лачењето на хормонот мелатонин. И на тој начин кажува телото се буди, мозокот се буди. И денот почнува, ние се будиме и активни сме. Овој период од денот се загасува сончевата светлина, како таа паѓа, така нивото на мелатонин во нашиот мозок расте и во еден момент ние ќе заспиеме. Ама еве го виновникот. Телефонот лачи сина светлина, која што го лаже нашиот мозок дека е ден. И затоа не е можно, кога се расправам со дечиња, пациентчиња, не е можно гледање у телефон и легнување спиење. Не оди. Му треба време на мозокот да создаде мелатонин, да се крене нивото, да се балансира и да се подготви за сон. Оти сонот е како со авион, треба полетување и треба слетување. Не може како со ракета нагоре и надолу. Телото треба да се подготви за сон, да се разбуди така и да заспие така. Но, бидејќи овие апарати се постојано со нас, циклусот на сонот кај децата е многу нарушен. Нотификации стигаат, допаминот дополнително расте, ги возбудува во ниедно време, во 12, во 1, во 2, сонот е скратен, а да не ги набројувам сега последиците, оти навистина ќе си го згазам времето, ако земам да раскажувам што значи па од своја страна нарушениот сон. За возрастни, многу, за деца, не можам да нагласам доволно. Тие 8 часа кај децата, 7 кај нас возрастните, навистина значат здравие. Ние некако цело време тоа го игнорираме. Треба нели здравието да зависи од некои покомплицирани работи, од некои апарати, од некои апчини. Од 7 часа, 8 часа сон ни е чудно. Меѓутоа тоа е клучниот темел на нашето здравие. Тие 7-8 часа сон, ако ги нема. Утрово читав научна студија ама кај што мерат, нели, како на фудбалерите им паѓа пик перформанс, односно добриот перформанс, ако спијат помалку од 7 часа. Како пак тоа дете ќе биде перформансот него во школо, концентрација, тоа бара многу повеќе енергија отколку еден надпревар. И конечно, хиперкалоричната средина. Не се виновни децата и не сме виновни ние, возрастните, што секаде се оди со кола, што храната во еден оброк денес содржи калории како 4 оброци до пред 20 години, бидејќи веќе на таков начин се приготвува. И порциите растат и густината на калориите расте. И на тој начин сме дојдени во една ситуација
да е многу лесно да се поправиме. Затоа, излегување колку што е можно повеќе надвор, движење во природа, знам дека е тешко, знам дека сето ова е многу полесно нели да се каже отколку да се реализира, меѓутоа само на крајот би завршил со еден апел, не сме ни свесни каква генерација создаваме. И за да не ги видиме последиците, оти порано нема ни да можеме. Но за да не гледаме за 20, за 30 години лоши последици по сите нас, особено по тие што сега се деца тогаш возрастни, мора да најдеме начин било кога во денот да направиме макар и мали, но значителни промени во начинот на живот. Ова беа излагањата на доктор Ангелина Илиевска и доктор Александар Митов по однос на предизвиците, проблемите со кои што се соочуваат младите во денешницата. Ви благодарам што бевте со нас, се гледаме наредната среда.